Научниците велат дека ова се едни од најзагрозените брегови на планетата. Пацифичките острови на Тихиот океан, Ниуе, Маршалските острови, Микронезија, Малдивите, Палао. Заедно, тие се на првата линија на битката против климатските промени. Како океански држави велиме дека заштитата на океаните е важна компонента, бидејќи тоа е најголемиот чистач на јаглеродите. Секој втор здив што го земате доаѓа од океанот. Председателот на Палао вели дека зачувувањето на океаните долго време е начин на живот за оние кои живеат на островите во Тихиот океан. Палауанскиот министер за животна средина, Стивен Виктор, го следи примерот од 90-тите години. Рибарите и нивните локални началници уште тогаш одлучија дека тоа се области на кои им е потребен одмор од риболовот, за да му се овозможи да закрепне. На минатогодишниот самит на Обединетите нации за климатски промени, или КОП-28, државите од Пацифичкиот остров ја објавија иницијативата Синиот Пацифик и собраа $228 милиони за зачувување на океаните од планираните $500 милиони. Програмата Чисти мориња веќе му помага на Палао да постави морско заштитено подрачје и е подготвен да ги советува и другите пацифички земји, вели основачот. Таму сме на долги патеки за да се осигураме дека заштитените области се правилно дизајнирани, лоцирани на вистинските места, за да може да ги максимизираат придобивките за морскиот живот и за локалното население, но и за планетата. Виктор вели дека се надева од истражувањето на ваквите програми може да донесе корист за Палао, каде што домородното познавање не е толку обемно. Тоа ни помага да разбереме зошто рибите, особено надвор од гребенот, користат одредена област во океанот каде што живеат. Сала вели дека оградувањето на критичните риболовни терени е докажан начин за нивно надополнување во рок од 5 до 10 години, но вели исто така дека долгорочната цел е да се отстрани глобалното затоплување. Планктоните во океанот се микроскопски алги и бактерии кои живеат и на брегот. Тие абсорбираат четвртина од штетните јаглеродни емисии што се произведуваат секоја година. Председателот на Палао, Випс, вели тоа е цел што представува инвестиција не само за регионот, туку и за светот. Нашата прва цел е да стигнеме до 500 милиони. Би сакал да видам фонд што ќе има $2 милиарди од вкупно 15 земји. Овие 15 држави се обидуваат да ги заштитат своите скапоцени ресурси.